Николчо Илиев, стопанственик и директор на компанијата ИНТ, е кандидатот на СДСМ за градоначалник на Кочани на предстојните локални избори. Таков заклучок е донесен во средата вечерта на состанокот на кадровската комисија на Општинската организација на социјалдемократите, а истиот е потврден и од страна на извршниот одбор. На состанокот е утврдена и предлог листата за членови на Општинскиот совет, пошто е заклучено оти треба да се вметнат и имињата на кандидатите од коалицијските партии. Ваквата информација телефонски ја потврди и председателот на Општинската организација на СДСМ Сашко Костов, кој поради обврските во парламентот беше службено одсутен од партиското седиште. Значи Николчо Илиев е кандидат за градоначалник на Социјалдемократскиот сојуз, односно одвика кон надпартиско решение со поддршка од членовите активисти на Социјалдемократскиот сојуз. И носител на стратешката листа исто така еднозвучно докторот Томче Солевски, хирург. На второ место исто така едно познато име стопанственик од општина Кочани, господинот Благо Ситновски, за кој исто така сакам да потенцирам дека се работи за вклучување на граѓаните на листа на Социјалдемократскиот сојуз. Не е член на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа како успешен стопанственик сметавме дека треба да дадеме простор и можност на луѓе кои што значат во општинскиот живот во Кочани да дадат целосен принос кон развој на граѓанскиот концепт и кон подобрување на квалитетот за живот на сите граѓани во општина Кочани. Според Костов, изгледот на предлог листата за советници е во договор со партиите од коалицијата, од каде веќе се добиени дел од имињата. Најавите беа 5 коалициони партнери, меѓутоа ВМРО Народна партија вчера го откажи учеството на локалните избори, остануваат 4 коалициони партнери. Сметам дека од таму како лица веќе се потврдени Сашко Стефановски, Дени Богатинов од Либерално-демократската партија, Сашко Стефановски од НСДП, досегашниот советник од ПЦЕР, исто така Кан Мачев и од Дом, се уште не знам за коалиција точно се работи, меѓутоа во текот на денот ќе биде утврдено и тоа лице. Костов потенцираше дека кандидатурата на Николчо Илиев за градоначалник едногласно е поддржана од сите членови на партијата, со што на локалните избори ќе се понуди граѓански концепт во кој нема да доминираат политичките, туку интересите на сите граѓани. Одлуката за изборот на Илиев била донесена поради неговата успешност како стопанственик и менаџер на компанија, која со години се вбројува меѓу најуспешните и најбрзо растечките во Македонија. Надпартиското решение е оценето како современо и демократско, што треба да донесе новина во решавањето на интересите на граѓаните. За разлика од СДСМ, до затворањето на овие вести од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Кочани не можеа да излезат со дефинитивни имиња на нивните кандидатски листи, со оглед што се чекала верификација на повисоко партиско ниво. Морам да ви известам дека денеска во 16 часот имаме закажано Централен комитет на партијата во Скопје. Извршниот комитет веќе секој ден, уназад 2-3 дена расправа по однос на ова прашање, затоа што ова е најактуелно прашање кое што ги засега не само партиите, туку и граѓаните. Денеска ќе биде официализирана листата на советници за ВМРО ДПМН заедно со коалиционите партнери, а воедно ќе биде соопштен и кандидатот за градоначалник кој што ќе учествува на изборите кои што ќе се одржат на 15 октомври. Значи дека се уште не може да се дефинира? Се уште не може да се каже, затоа што знаете дека секогаш и извршниот комитет кога ја донесува одлуката, Централниот комитет е тој што треба да го верифицира. Јас сум член на Централниот комитет, значи за кратко време ќе морам да дам за Скопје и како медиумска куќа ќе бидете известени во текот на денот со оние официјални листи кои што реално ќе бидат приложени до Државна изборна комисија, како за советници, така и за градоначалник. Во меѓувреме, по одржаниот состанок на Централниот комитет на ВМРО ДПМН во Скопје, дојде потврдата дека за градоначалничка функција по трет пат ќе се бори досегашниот градоначалник Ратко Димитровски, додека носител на советничката листа ќе биде токму председателот на Општинскиот комитет Лазо Митев. Во соседните општини пак партијата ги потврдила кандидатурите на Блаже Станков за општина Зрновци и Горанчо Зашов за Чешиново Облешево. Во Виница, наместо досегашниот прв човек Емил Дончев, во предизборната трка за градоначалник на општината ќе влезе председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Мартин Павлов. Од СДСМ, кандидат за градоначалник на Зрновци ќе биде Ванчо Митев, кој и на претходните локални избори беше кандидиран за истата функција, а носител на кандидатската листа за советници е Виктор Ангелов.
Во Чешиново Облешево, кандидат за градоначалник ќе биде Горанчо Крстов, кој исто така беше во трка за градоначалничката позиција на последните локални избори. Во Виница, за прв човек на општината во предизборна трка влегува Ивица Димитров, председател на општинската организација на социјалдемократите. Освен партиските, на изборите ќе учествува уште една кандидатска листа за советници во Кочани. Таа е веќе официјално доставена до општинската изборна комисија и е потврдена, а се работи за независна листа на граѓани, чиј носител е Венко Крстевски. Во Зрновци пак независна листа за градоначалник е поднесена од Методи Николов, а на независната листа за советници во оваа општина носител е Владо Ристов. Инаку, според роковникот на Државната изборна комисија, официјалната потврда за прифатените предлози треба да биде соопштена до 16 септември. Еден ден подоцна ќе треба да започне и постапката за ждребување на редоследот на гласачкото ливче.